Одиме се понатаму. Да, добар ден и за оние што сега се вклучија на фреквенцијата на 1 ТВ. Го следите отвореното студио на оваа телевизија, која почна од 14 часот и ќе трае до 23 часот. И сега Боријан Одиме со има свој фаворит гостин со временската прогноза, со оглед на тоа какво лето имавме, не збуни сите, топло, ладно, дожливо. Еве го есента се продолжува, се е некако померено, а некако најпрецизно сите работи ни ги прогнозираше и ги погодуваше Славчо Поповски, Славчо од Струга. Да, тој е самоук метеоролог, така не ли, Славчо? Ама еден од најпопуларните сега. Да, на социјалните мрежи. И, Ајде. лаик или професионалец? Па, повеќе професионалец отколку. Да, Али самоук? Само. Да. Метеоролошката заедница како те прифаќа? Па сега Со оглед на сите прогнози точни кои ги имаше направено? Те игнорира. поделени се. Ти имаше Некој емпириска игнорира, ситуација. некој пред неколку дена се здоби значи со пофалби од нив. Да? Да, метеоролозите во управата за хидрометеоролошки работи имав средба со нив. Ме повика таму на разговор со директорот. Па и за понатамошна соработка. Па е заедно да еве може со и ова. А предходно ни кажа дека предходно сакале Да, кривично точно. да те предходното Пред 2-3 раководство. години точно така. Зошто? Затоа што Им ја погоди поплавата, они не успеа да ја погодат, ти ја погоди. точно така. Да, ќе раскаже за тоа. Инаку знаеш нели дека си многу популарен на социјалните мрежи? Да? Да. Ти годи сигурно. Тие најмногу ми помогна во популарноста. Славчо озбилно, што се случи со летово? Ова не беше лето тука не видовме го што знаеме да биде лето. Точно. А од друга лето страна немаше. Шведска имаше температури Да. на кои луѓето не се Па и целата да. на Шведска, еркондишн нема, ти не точно, значи да. еркондишн, а оваа година беа ќе се погушеа. Северните земји точно оваа година незапамтено топло лето. Значи тоа е поради кај нас влијаеше така наречената црноморска депресија. Тоа значи поле на низок воздушен притисок кој кај нас континуирано условуваше нестабилно време со чести врнежи, дождеви, да. грмежи, па и локални изразени невремиња. И сето тоа придонесуваше овие топли воздушни маси од Северна Африка директно Да ги потиснуваше тие ги потиснуваше и воздушни маси на кои сме инаку навикнати на летно време, сме да. навикнати, па директно ги зафаќаат тие северни земји. Добро, како Славчо, ова е сега Скандинавија. тренд таков и други лета, бидејќи јас не памтам вакво лето. Мислам, може имало, Имало ама- и други лета, да. Да, сме имали порано вакви лета. Но Многу одамна немало вакво. одамна, да, точно така. Да. Ево сега на пример се наоѓаме така во поле на висок воздушен притисок, значи стабилна и невообичаено топла воздушна маса. И ќе потреба? Па некаде до понеделник треба да потрае, значи температурите ќе бидат значително над просекот, некаде и за околу 7 до 8 степени До повисоки 30 и колку? од просечните, па очекуваме некаде за викендов и во понеделник во централните и во југоисточните предели на државата температурите да се искачат дури до околу 35 степени. Што збориш, па тоа е многу за септември, септември. Да, крај на За септември. крајот на септември ова е значи нешто Да. невообичаено. Тоа е све И што е наопако. трендот сега понатаму за зимава? Некои викаат кочан ќе било, некои викаат, свашта викаат уствари. Знаете, некои само да шират значи, паника, да имаат гледаност, моменталните анализи, значи, на кои ние работиме, укажуваат на нешто постудена зима, за разлика од изминатите години, со повеќе врнежи. А да напоменем На снег врнежи? Или Па да, врнеж? претежно. Ќе Ќе видиме има как. и врнежи од Да. снег, нормално, значи во зависност од тоа каков бранд, значи, ќе надоаѓа со врнежите. Тоа е дали ќе Ама нема да биде студен толку или јака толку- зима да луѓето да не купуваат многу дрва. Тоа е, значи, тешко да се каже, но Тоа сега да те мора прашам, Славчо. Кој е вака, за да човек биде релевантен во прогнозата, кој е периодот во кој може да се предвиди, да речете, еве, Да. во наредниот Дека е период тоа од прецизно. денови, недели или месеци, вакво ќе биде времето?
Значи најпрецизни прогнозите, значи со да кажем 90% прецизност се овие 3 до 4 дена унапред. Тоа е максимум што може Максимално, да е прецизно. точно, да. Инаку се друго понатаму е Се трендови, евентуално. трендови, да. Така? Потоа се понатаму е нагаѓање само. Аха. Инаку Славчо е од Струга. Од Струга. Како почна ти, од кај овој интерес? Реков јас дека си самоук. Точно. Овој интерес од кога ти е? За Уште како многу мал Да? се занимавам со оваа работа, правам прогнози веќе околу 10 на години, па и повеќе. Да? Како што кажа, се пробив во 2016 година, значи најмногу Со се поплавите. пробив со поплавите кои Како го ги се предвиде? патија Скопскиот регион. Па ги предвиде, значи, неколку дена унапред, гледајќи, значи, според најпрецизните На интернет, метеоролошки на модели. сателитите ги Точно, пратиш? Да. На метеоролошките модели, значи специјални метеоролошки модели. Тие укажуваат, значи, на голема нестабилност која се случи. Имаше големи силни услови, дождови. Да, силни дождови. И значи тој модел кој јас го користев укажуваше на такво невреме точно во овој регион, значи во Скопскиот регион. И за жал тоа се случи. Никој не предупреди Ти пред го пише тоа на Facebook, Да. А тоа се уште бев Хидрометеоролошки не те не земаа познат. за сериозно. Не. Хидрометеоролошки последната АЦ билтерот последен во 5 Да, часот да. попладне беше дека ќе имало некакви врнежи на Да. пократко Да. трајни, така Но што без тие од нас. предупредување Да. дека може така да. Да. А твоето беше дека ќе Да, не, има два дена унапред, 2 до 3 дена унапред предупредував. Точно. и значи уште од мал ти почна да се интересираш за Што многу мал, да. Памтиш што те заинтересира? ти помогнаа сега на ова сателити во социјалните мрежи, ама Да, порано како? социјалните мрежи. Го гледаше небото? Порано, значи, морам да го спомнам еден босански колега, Недим, значи тој малку ми помогна. Тоа е што е хидрометеоролог или е што е он? Тој е уште не е, значи, дипломиран метеоролог, но на али факултет веќе студира, студира да. тоа, да. Тој колку толку малку ми помогна, Ти помогна. инаку најмногу сам си помогна, значи се заинтересирав и кога сака се може. А сега Така со да кажам. технологијата нова веројатно така, што како пратиш тоа се снимки сателитски кои во живо ги следат Да. движењата на облаците Циклоните, на Да, има, значи, сателитски снимки кои во живо ги следат и предупредуваат, значи, за можно невреме, за 15-20 минути, па и до 30 минути однапред можеш да предвидиш каде се движи воздушната маса. Совчо, Точно така. што е муабетот со климатските промени? Се, околу тоа има многу еве климатските промени викаат ќе кај нас ќе биде потопло, ова лето усари беше поладно. Што значат климатските промени? Како ти ги дефинираш? Климатските промени, што е до мене, нема никаква врска. Значи, тоа е, да кажам, само лага, па и со тие вештачки авиони кои ги изборуваат сите Тоа не постои тоа. граѓани, не. Тоа не постои, знаеме дека не постои. Карпот. Карп исто Карпот, така, знаеме да, дека не точно постои, така, нема не. потреба да губиме време околу тоа. Нема Ма добро, такво климатските влијание. промени се реална Да. ситуација. Падот на температурите на земјината топка, значи е нормален процес и Нема порастот изголебување, има нормално. штопење на глечерите, на Сега моментално се наоѓаме во тренд, значи, на намалување на температурата, значи започнува намалувањето на температурата на воздухот, значи на земјината топка. Па затоа и се почести и ураганите, и невремињата, па и врнежите, ево и можеме да ги осетиме и овдека. Имав недоста врнежлива зима, па доста врнежливо лето. да. Исто така очекуваме и зимава да ни биде нешто поврнежливо од нормалата. Ти доаѓаш од Струга. Те користат ли рибарите за прогнозиви или они Или сами ти знаат? од нив Или имаш ти од купено нив некое користиш? Рече дека си од рибарско семејство, Да, така? од рибарско семејство. Моето семејство е рибарско, значи само јас. И на Славчо не ни Да, донесе да. пастрмка.
За следниот пат Забранете ќе едниот оставиме. Да. Забраната е Следниот за пат ќе ловење. оставиме. Да. Добро, те држиме за збор. Инаку, ево брат ми е, например, рибар. Тој кога станува збор да оди по риба нешто, ќе ме праша како ќе биде времето, јас му кажувам, така да поголема има тие од мене, него јас од нив. Им, да, имаат некои така Да. репери И рибарите по кои имаат- можат има, да оценат да, ама барем доста локално бар- како ќе. Да, тие гледаат преку водата некако. Преку движењето на водата гледаат, а? Да, Што? точно така. Дали Па, се ветер, се струја, разбранува нешта, езерото, таму, да. да. Движење на водата. Така? Нив Ти ги знаеш интереси- што да. Да, нив ги интересира брановите им се Да, проблем на точно. најголем предпоставува. Инаку редовно имам прашање околу тоа кога треба да идат на риба и имам прашање Те како прашуваат. ќе биде времето, дали ќе има ветер или слично. Слушај, што е приказката со циклоните сега ова кај нас е модерно нешто или тоа си тие циклони постоеле кај нас, нели какви имиња се заборев, не ме држиш за збор, имаше разни имиња. Да. Почнаа вака да се употребуваат тие имиња оваа година, лани последниот циклон како се викаше? Имаше Алексеј, Да. Ама имињата ги даваат таму во Да. Брисел, каде? Каде е Брисел централата? користат и на Балканот, најмногу Хрватска. Да. Ние уште Единствена не држава е нашите не што крстиме. овдека во Македонија не се крстат, па затоа ја решив колку толку да... Ги крстиш ти? Да. Како ги крстиш? Иако Па управата ги имаше се... Струшки Ето, имиња, И за тоа, струшки имиња ставаш или? зависи А? тоа од циклонот. Е, па кажи некој. Ја морам да признам дека многу не сум те следал на Facebook, Боријан Повеш. Летово бевме под влијание на некој, сгрешив. како беше? А? Грешам? Да. Ќе те следам од сега, следиш. него кажи ми какви имиња им ставаш. Па зависи се претежно, значи македонски, оди англиски, А, секакви. Летово кои циклони беа активни? Па летово, изминатово лето, значи беа актуелни циклонот, имаше Тодор, па Да, Тодор Флоријан, А, да, имаше... Тодор, се сеќавам и јас Да. за Тодор, да. Да. Имаше разни циклони, значи инаку изминатата зима беа актуелни Алексеј, Да, кој да. предизвика големи штети покрај Охридското крајбрежје. Со А, ветер, да, носи. да, Со да, ветер, да, со јужен ветер, кој дуваше со голема брзина. Да, до настрадаа 100 кафаните километри на... час, да. Точно така. Да, и... Што е циклон? Циклон. Циклон е поле, значи, со низок воздушен притисок, кој доаѓа до формирање кога од север ќе се спушти доста посвежа воздушна маса до нашите краишта. Ма добро, беа циклони кои носат и добро и лошо време, така? Да. Циклоните носат лошо време, значи врнежливо време. Доброто време го носат антициклоните, значи поле така, со антициклоните висок се, да, воздушен притисок, да, точно така. А инаку циклоните се значи поле на низок воздушен притисок настануваат кога веќе од север продира посвеж воздух или постуден воздух, значи, а од југ има продор на потопол воздух. Тие заедно се студираат и доаѓа до тоа циклонално поле, значи се развива циклонски систем и условува врнежи. Тоа значи најпоќе настанува над Италија или Дженовскиот залив, значи тоа е северна Италија, а често знаат да настанат и над Јадранското море. И тоа најчесто се појавуваат во Тие што влијаат, во што доаѓаат кај нас. зимски период. Да, точно. А Над Италија немаме и Јадранско море. не доаѓаат од Грција циклони и од Јонското море, Нешто од Егејското? поретко доаѓаат, ама нешто поретко. Значи најчести се овие од запад Јадран и и југозапад, значи и од Медитеранот. Кај нас, Славчо, климата, каде се наоѓа Македонија климатски? Медитеран, континентална, планинска или повеќе клими пак се создава известна микроклима? Кај нас ние сме на таква, значи на такво подрачје што кај нас владеат мешаат, сите струи, значи имаме воздушно струење од северу, исток, од Раскрстица. север, точно така. Да. Значи чести се и продорите од југ, значи топлите воздушни маси од југ
студените од север, од североисток. Значи ние сме на такво подрачје што потпаѓаме под сите Може се влијанија. да се случи. Да, точно така. Непредвидливи сме. Непредвидливи, точно. Како и за други работи. Како што и државата не предвидела. Да. Така. Значи, стварно со зимата не, уствари не знаеме што зима не чека. Уште е рано да се предвиди или? Зборувам за зими како оние, јас се сеќавам не на Па предминалата година, не минатата, беше многу... Да, имаше 2002 една многу лоша зима која траеше долго. Ама нема такви зими преклани како беше што една- порано Скопје имаше по пола метро снег. 2016 го сеќавам беше доста Студена беше, ама Студена. немаше толку снег. Немаше Зошто многу. нема толку снег, Славче, во последните години? Да. Тоа значи се зависи од движењето на воздушните маси и од годината. Значи тие интензивни врнежи од снег се случуваат на неколку години, на пример по 1 метар да заварне по градовите, значи сме имали такви Да, случаи. зборуваме за градовите, од Да. на планините има, да. Да. Значи тоа се случува 3 до 4-5 години, значи. Зависи, значи. Од неколку години треба да помина за тоа да се случи. Значи не значи дека тоа секоја година треба да се случи. Кога ќе упадне таков снег, таков студ, каков што никогаш знае, минус 20, тоа од каде доаѓа? Од север, добро, предпоставувам, ама каде прескалуцираше Дженова, Јадран, кои се тие Циклоните што циклони, доаѓаат. од каде доаѓаат тие што носат таков студ? Значи тие воздушни маси доаѓаат претежно од североисток, од Русија. Аха, Точно, а значи кога ќе продрат тие студени воздушни маси до кај нас, до Јадранското море, па и до Медитеранот, се случуваат се развиваат тие циклонски системи и кај нас имаат многу големо влијание, значи носат врнежи од снег во текот на зимскиот период. Значи тоа често се случува кај нас. Иако не носат секоја година толку интензивни снежни врнежи. Па да, последниве години нема Да. толку. Во градовите, мислам. Во градовите, да. Во планините зимите. има, да. па и на Секако. планините Не, сезоната за скијање е многу помалку. Некогаш Во да, последните да, години. случува Да, да. и тоа, да. Некогаш знае да пропадне сезоната за скијање. Значи, тоа не е ни до климатски промени, значи све зависи од воздушните маси, тоа се случува и ќе се случува во иднина. Значи, ти интензивни Добро. снежни врнежи и суша и Славчо, ќе студираш ли? секако. Да, метеорологија. Тоа што поскоро планирам, значи за скоро време да се запишам. Па со А Господ добро, напред да станам екзистенцијава и како ја дипломирам. обезбедуваш, пошто си цело време на ова ги следиш, предпоставувам, и преку ден и преку ноќ ги следиш овие сателитите. Континуирано, да. Да. 24/7. Твоите те издржаваат или имаш и некоја Не друга? имам соработка, значи Мислам, да, заработуваш ли? заработувам, имам и финансиска, значи финансиски ми плаќаат овие Овие? медиумите на порталите што се. А, Што така. користат, Да, да. Имам користат негови користи од прогнози, нив, да. За да можеш да Да. обезбедуваш ли така пристојно? Па да, колку за мене сега, за сега Да. има, да. Славчо, која е релевантна катедра за метеорологија во Европа? Кај би сакал да студираш? Кои се да речеме онака, Па манги според пут во таа област? според мене, значи Србија, Бугарија, За Балканот зборуваш? да, Поскромен е, инаку ако добие стипендија државна може да оди негде да надвор. заминам и странства. Каде во странство? Не Па планирам добро, и тоа, Србија така, е не сум странство и размислил. Бугарија. Да, Да. иако се на Балканот, сепак е странство. Да. Значи не би размислувал некаде да заминам во Европа, сакам овдека да си останам. Па јас веќе се консултирав, Да? освен во Скопје има и во Штип таков смер метеорологија. Па На така- оној факултетот Гоцел, Да, Гоцелски, да. Да. Па така таму сакам да Во Штип? започнам. Да. Зошто мислиш дека е подобра таа катедра? Па подобра е, да. Или полесно се поминува? Па и полесно може, таму е подобро. Овдека Да? имам и така Да. професори што Што Не те мислиш? сакаат многу. Да? точно ќе имам сигурно проблем. Мислиш? Зошто можеби кога ќе те запознаат ќе видат дека во тебе има талент за тоа? Знам, ама некако
Повеќе ме влечи Штипот колку Скопје. Ти имаш, значи, предрасуди према професорите, не они од тебе, пошто не сте се сретнале. Значи, така нешто. Си разговарал со некој од професорите на... За сега Скопски? не, ама сум имал, значи, пораки така, Да? сум примал Ти пораки. пишуваат? Да. Што, Какви дека реакции не си добиваш? стручен, дека што да... Да. А какви пораки добиваш и од тие што те следат во инбокс, во... Мислам, од граѓаните, Да. сега, мислам, пофалби, најголем број се, значи 90% пофалби од цела Македонија. Да? И повеќе од 90%. Да? Кажи, ај искрено се, која ти е, кога си потврдил најмногу? По која прогноза? По Си поплавите погодил ги, по поплавите, лето, ама нешто си погодуваш. потврдил. Што потврди? Да, нормално имат и Да. погрешувања, значи Пример? измени. Секој што во работи модели. и Во греши. последно време. Да. Значи сега се случи кој што беше последниот циклон. Најмногу тој што даде најмногу врнежи на југ од држава, каде Да. Кавадаречко имаше и локални поплави. Тоа се очекуваше целата држава да ја зафати тој циклон, но не се оствари. Тој не успеа да го фатиш тој момент, а? Моделите не успеа, значи некако тогаш погрешија, во последно време све се измена, така да има, се случува и тоа, значи. Секако ко сите други, јас не сум 100% точен, прецизен. Па сигурно, И тоа си секој... го признавам. Ама секој што Нормално. работи и греши. Да, тоа е нормално. Нема, нормално е дека треба да имаш некаква наобразба, да бидеш постручен во областа од она што Папир ти да е имаш. лаичко познавање на метеорологијата. Папир да имаш, значи тоа е најдобро. Дипломата, Да, на тоа мислам дипломата. папир да имаш. Сега не збориме за диплома, и знаењето кое го стекнеш за да За и ја имаш, дипломата да ја не добиеш е, значи хартијата која... можеш и диплома да имаш, Да. да има знаење нула, што се вели. Добро, барем нема да ти викаат си лаик. Да. Да? Барем нема да Добро, ама и ќе научиш Вршат нешто по мене. ново, предпоставам. Да. Сигурно и ќе секако. научиш таму. секако секоја се учи нешто плюс, кога ќе одам ќе научам нормално. Многу повеќе. Околу мерните инструменти, како стоиме на тој план во државата, технолошки колку сме во тек со тие нови трендови во технологијата со која се диагностицира времето? Со мерните инструменти. Управата за хидрометеоролошки работи, значи, за сега е така слабо работи на тоа, мислам, со инструментите. Да речем, значи, не е толку финансиски зајакната. Моментално таква е ситуацијата. Инаку они супер си ја вршат работата, морат сега секако... За хидрометеоролошкиот завод збориш? Да, пофалам. Одиш таму, нели? До сега не сум бил. Не си бил. Не. Зошто? Секако планирам. После последната средба, што ја имав, значи Кај што доби доста пофалби. позитивна, да. Јас искрено се изненадив и многу Да? им благодарам, да. И во најскоро време ќе одам, значи, Ама мора да признаеме дека во последниве години и оние погодуваат. да. И добри прогнози. Па добро, а даваат за сега времето. со сателитите сите се со прати... тоа, напред, Порано беше... Да. Секако. Да? И јас презадоволен сум од нив, јас немам ништо против. Иако пред некоја година имав немалку проблеми, но тоа е за Не нас сакаат да сега. те прифатат. Да. Но еве, има поголем дел од нив изгледа и сака да ме прифатат, Да. но тие помал дел што се против мене, го прават тој спор. Но ќе биде. Па добро, Ајде да Секој завршиме. своето мислење, да. Значи, од вторник поладно, пад на температури, не е Да. вака високи како вие по Не, 33 сега. позначителен пад на температура. Але, Позначителен а пад. викендот ќе биде Добар. турбо, топло. И Позначителен пад. понеделник, позначителен пад, значи. И, Да а после очекуваме. октомври, благо, Па октомври студено, месец, понакај топло. околу просего, значи нормално нормално мислам, нормални температури за тој дел од годината, значи за октомври, а врнежите пак нешто под просекот би требало да биде, нешто помалку врнежи. Посуво, значи. Да, Време. како и сега што е.
А за зимата допрва ќе Допрва ќе утврдуваме Точно така. дали ќе биде повторно кочан следи. зима. Тоа ќе треба некој да ја помогне и да се најде начин, бидејќи и да се предупреди и Министерството за екологија да се спасиме од загадувањето кое стално Да. го носат и маглите и Да. и И зима. Посебно од од Девоскопскиот. затоплувањето на становите највеќе од Да? Затоплувањето на становите, Проблем. Јас мислам во Огревот, Скопје дека значи- тоа е најголемиот загадувач. Така, а и така, возилата. Да. Тоа е најголемиот. Еве и гледаме, во летно време не е такво загадување, тоа зимно време дишеме на шкрги. Ние во Скопје, вас во Струга ви е лесно. Ајно. Имате Да? езеро. Зимате езеро? Нас ни е лепота. Да? Има уште туристи во Струга? Па има, значи не е како Охрид, значи Охрид има многу повеќе. Сега во моментот. Да, ама Струга после стручките Пократка е вечери, сезоната, да, аха. пократка е во Струга. Па и поладно До е во Струга стручките од Охрид. вечери Има нешто на Струга е малку и поладно од Охрид. поладна е. Поладна. Не е многу поладна, ама За степен 2 е поладно. да. А се привршуваме да отстапиме Да, простор за време е за вести. нови вести, што има ново. Александар, Токму така, колеги, време е да ги проследиме најновите информации од земјата и светот. Ново е тоа што тема на денот е